ДКСК достави свој одговор. Од обезбедените докази, по оцена на секој доказ поединечно и на сите докази заедно, извршена е анализа на сите факти и утврдена е следната состојба. Според одлука од 28.1.2012 година, донесена од Министерството за транспорт и врски и по претходно пренесување на надлежностите за располагање со недвижен имот, собственост на Република Северна Македонија, општината спровела постапка за продажба на предметното земјиште, и тоа општина, како што рековме, Маврово и Ростуше, по пат на јавно надавање. Земјиштето било продадено на посоченото лице по цена од 120.000 денари. Намената била да се изградат хотели и пансиони според важечките урбанистичко-плански документации, што е уредено и во самиот договор за продажба солемнизиран кај нотарот Сабедин Даути од Гостивар. Ова по претходно добиено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија. Според член 9 од договорот, купувачот бил обврзан во рок од 9 месеци од денот на солемнизацијата да прибави одобрение за градење, а во рок од 6 месеци по правосилноста на одобрението за градење да го изгради објектот. Според договорот, било какви пренамени се можни со согласност од општината, заради што неопходно било да се склучи и анекс на договор. Неисполнувањето на преземените обврски од договорот повлекува негово раскинување. Инаку, направена била пренамена со горе наведените катастарски парцели во општината Маврово и Ростуше. Потоа било извршено дооформување на катастарските парцели на начин што се дооформени, не ги читав броевите на катастарските парцели, меѓутоа тоа е направено по пат на јавно надавање, заради што е склучен договор со општината, кој што е солемнизиран кај истиот нотар. Во предвидениот рок, посоченото лице не ја исполнило обврската, односно не обезбедило одобрение за градење од општината. Ова затоа што лицето имало намера да изгради објект кој значајно одстапувал од градежните параметри, заради што требало да се достави урбанистичко-планска документација, односно геодетски елаборат за посебни намени. Па постапката по повод барањето на посоченото лице за добивање на одобрение за градење била прекината од општината со заклучок од 20.12.2013 година. Овој заклучок е потврден со решение од Министерството за транспорт и врски, донесено по повод изјавена жалба од посоченото лице. Истото е оставено во правен промет по повод донесената пресуда од Управниот суд во 2014 година, со која тужбата од посоченото лице против претходно наведеното решение на Министерството за транспорт и врски се одбива како неосновано. Посоченото лице не ги исполнило барањата според заклучокот на општината, заради што со решение на општината од 2013 година барањето за добивање на одобрение било одбиено. По вака настанатите околности, посоченото лице склучило договор за дар со Исламската верска заедница на 30.11.2022 година, според кој целото предметно земјиште е подарено на овој субјект без данок на наследство и подарок. Договорот е солемнизиран кај истиот нотар од Гостивар и собственоста на целото земјиште е пренесена во корист на даропримател. Основниот суд од Гостивар по повод поднесената тужба од Државното правобранителство со посебен предлог за времена мерка донел решение правосилно март оваа година, со кое на даропримателот му се забранува непречено располагање со подареното земјиште по правосилно завршување на предметниот спор. Судот нашол дека постои опасност од оптеретување на побарувањето на подареното предметно земјиште, кое посоченото лице како прво должник во предметниот спор го должи на Република Северна Македонија поради неисполнување на договор за продажба кој што е погоре објаснето. До Уставниот суд на Република Северна Македонија е поднесена иницијатива од адвокатот Скопје за укинување на дел од урбанистичката документација врз основа на која е склучен предметниот договор за продажба. Уставниот суд побара списи за конкретниот случај на што ДКСК одговори.
Тоа се состојбите кои што произлегува од обезбедените и од изведените докази за овој конкретен случај. На вака утврдените состојби ДКСК одлучи поради следните причини. Во конкретниот случај посоченото лице не успело да обезбеди одобрение за градба и не е исполнило обврската од договорот за продажба на земјиштето. Имено за посоченото лице имало намера да изгради хотелски објект со скоро дупло поголема површина од онаа што е предвидена во урбанистичката документација. За да може таков објект да изгради, неопходно било да се имаат во предвид капацитетите за снабдување со вода, струја, пристапен пат до објектот и слично, заради што посоченото лице било задолжено да достави урбанистичка документација за предметниот случај, ако е нешто не било направено, заради што барањето за добивање одобрение за градба и било одбиено. Општината има рурален систем на водоснабдување и во таа смисла останува отворено прашање. Дали, доколку се отстапи дел од руралниот систем за водоснабдување, за задоволување на амбициите на посоченото лице, ќе може хотелот да биде изграден во такви размери. Од друга страна, пренасочувањето на водоводниот систем може да предизвика негативни влијанија врз животната средина и квалитетот на животот на жителите во руралните средини, особено во опсегот на местото каде што требало да се гради таков хотел, кои се особено критични моменти и кои воопшто не се доволно испитани. Понатаму, во обид да го прикрие имотот, односно целосно да ја отежни наплатата на побарувањето од страна на Република Северна Македонија, посоченото лице го склучило договорот за дар со горе наведениот даропримател, кој што ДКСК посебно го цени во овој конкретен случај како ризик од потенцијална корупција. Според фактите, ДКСК се сомнева дека даропримателот се јавува во улога на заштитник на спорното побарување на посоченото лице. Од друга страна, се води и постапка пред Уставниот суд за укинување на дел од урбанистичката документација во однос на дел од предметното прашање за овој случај. Според нашите сомнежи, целта е со укинувањето на урбанистичката документација да отпадне и основот за продажба на земјиштето и така Република Северна Македонија од улога на доверител да се стави во улога на должник, од кој би се барал евентуален надомест за штета, како што беше и случајот детално образложен во одлуката која што Државната комисија ја донесе на 8.8.2023 година на 90-та седница и е јавно објавена во деперсонализирана форма. Од тука предлагам постапката по овој предмет да се запира, бидејќи навистина ние не можеме што понатаму да направиме, меѓутоа, пак, како и секогаш случајот е разобличен и точно се гледа која била намерата. Значи, предлогот е постапката тука да запре, останува Уставниот суд да одлучи како смета дека треба да одлучи. Предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е прифатен. Одиме понатаму. Да. Предмет број 12, 5331. Оваа пријава е поднесена од познат подносител, но навистина содржината е апсолутно не влегува во рамките на нашата надлежност, бидејќи подносителот реагира на тоа дека во град Скопје даночната служба 2006 година не му издала некакво решение за данок врз основа на дар. Навистина, мислам, нити можеме, нити смееме да тоа се права на граѓаните што треба да си ги остварат пред надлежниот орган и нема никаква содржина што алудира на наша надлежност, така да веднаш предлагам да се отфрли, бидејќи ниеден елемент не говори дека имаме ние со што да се занимаваме во однос на оваа пријава. Добро, предлогот на Совче го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е прифатен. Одиме понатаму. 12.3936. Пријавата од подносител се однесува за лице од Струга, дека истите при вршење на нивната професија и дејност преку секојдневни преземени работни действија го невозможува секојдневното нормално живење. Предлогот ќе биде да се отфрли, бидејќи согласно одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси немаме елементи за надлежно постапување,
што укажува на незаконити или недозволиви действија на службени лица, што се гонат по нашиот закон, а ДКСК ќе им укаже на подносителот на горе наведените наводи, да се обрати до службите во општина Струга, да нивните служби да преземат мерки. Затоа предлогот е да се отвори. Добро, предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е прифатен. Одиме понатаму. Њури. Предмет број 12-51-10, оформен по пријава доставена од непознат подносител со наводи против градоначалникот на општина Бутел, поради сомневање за незаконско постапување во постапката за именување на вршител на должноста директор во Основното училиште Панајот Гиновски. Тука се наведува дека е именувано вршител на должноста, спротивно, значи постапката не била спроведена во согласност со член 93В од Законот за средното образование и според подносителот лицето било несоодветно, бидејќи не ги исполнувало условите како што се предвидени со закон, и така во насока на утврдување на ова состојба при надлежно постапување од електронската евиденција од Централниот регистар ние обезбедивме тековна состојба и се гледа дека посоченото лице именуван за вршител на должноста не е именуван од актуелниот градоначалник кој се посочува во пријавата, тоа било претходно и потоа е веќе именуван друг вршител на должноста директор, па спроведена е постапка по оглас, така што променета е фактичката состојба и ние веќе сме постапувале неколку пати по многу предмети и сме дали веќе толку препораки, не би сакал да се повторувам, но наводите, конкретните наводи посочени во оваа пријава не се потврдени, затоа предлагам постапката по овој предмет да се запива, предметот да се затвори и архивира. Предлогот на Нури го ставам на гласање. Констатирам дека е прифатен. Одиме понатаму. Предмет 12-9-217, анонимна пријава, со наводи за незаконитости во постапка за вработување во основно училиште, се наведува дека извршено влијание од страна на претходен, ранешен сушност директор на Државниот инспекторат Државниот просветен инспекторат за наводно неговиот син во работно место секретар во тоа основно училиште. Како и да е, може да се констатира дека во случајов веќе сме постапиле по исти предмет со иста фактографија и на 76-та седница одржана 25.10.2022 година имаме донесена одлука со број 09411/5 со која што се запрела постапката. Од тука предлагам пријавата, бидејќи се работи за исти наводи како кој што веќе сме одлучуване, да се отфрли. Добро, предлогот на влада го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е прифатен. Ова е предмет 12-15-08, поднесен од страна на познат подносител против председателот на Основен граѓански суд, директорот на управата за јавни приходи и против стечајни управници заради нанесена штета на Топлификација АД Скопје и пошто нели е оформен и предметот. Во пријавата подносителот наведува дека Топлификација АД Скопје имала поднесено тужби против Тето за враќање на заемите кои што ги имал дадено на Тето и кои биле доспејани за враќање. Овие постапки завршиле со пресуди на Врховниот суд со кои биле потврдени првостепените пресуди со кои Тето било задолжено да ги врати заемите заедно со камата. Меѓутоа, после ова, како што е наведено во пријавата, започнале незаконските постапки со кои било одбегнато враќањето на заемите кон Топлификација. Биле склучени спогодби за регулирање на меѓусебните побарувања, со кои побарувањата на Тето како доминантен собственик била компанијата Bitter Holding Limited,
од долгорочни станале краткорочни со период на доспевање од 7 дена по доставена писмена опомена за враќање на долгот и со тоа било овозможена целосна блокада на ТЕТО. Фактички тоа беше лажниот стечај на ТЕТО за кој што ние претходно сме имале предмет. Во пријавата е образложено за постапувањето на ТЕТО во реализација на планот за реорганизација. Во архивата на ДКСК од истиот подносител доставено и дополнување кон пријавата, истото е заведено под архивски број, во кој е наведено дека во меѓувреме стечајниот управител извршил продажба на поголемиот дел од имотот на Топлификација, односно дека била извршена продажбата на топлана Исток и Запад во исклучително сомнителни околности. По разгледување на предметните наводи, ДКСК констатира дека во случајот станува збор за наводи кои не се предмет на наше надлежно постапување, туку се работи за прашања поврзани со надлежно постапување на други надлежни органи, пошто оцени дека нема што понатаму да работиме. Од тие причини предлагам постапката да се запре. Во случајот кога беше прашањето за ТЕТО, исклучениот договор со владата за давање на државна помош, реагиравме и имавме таму успех, владата го раскина договорот по нашите наводи, меѓутоа тука навистина немаме надлежност за наше постапување. Од тука предлагам постапката да запре. Предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен и да ви известам дека со тоа ја завршив за денеска. Да продолжиме понатаму. 12, 39, 18. Ова е пријава поднесена од непознат сторител со наводи и сомневања за можни злоупотреби на целокупното материјално-финансиско работење на јавната здравствена установа Здравствен дом Берово. Нормално дека ние на лице место не можеме да ги испитуваме ваквите наводи, но затоа побаравме надлежно постапување од матичниот орган, а тоа е Министерството за здравство. Малце повеќе време им требаше, да речем, еднаш доставивме, немавме одговор, па пративме ургенции и на крај возвратно добивме информација дека Министерот за здравство формирал комисија која на лице место ќе ги провери наводите за можните злоупотреби во материјално-финансиското работење на оваа јавна здравствена установа. Оттаму, бидејќи постапувањето по конкретните наводи го презема надлежен орган, предлагам кај нас постапувањето да запре, бидејќи ние нема што друго да правиме, едноставно сме го потикнале и сме го ставиле во функција надлежниот орган да си постапува по ова. Предлогот на Совче го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде одиме понатаму. 12, 3985. Предлогот е пријавата да се отфрли, бидејќи согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси нема елементи за надлежно постапување, бидејќи станува збор за анонимна пријава, од која што нема можност да се обезбеди дополнителни информации за посочените наводи. И затоа предлогот е да се отфрли. Ниту има некакви адресни податоци да бараме дополнителни информации. Добро, предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ајде, Нури. Предмет број 125214 оформен по пријава поднесена од непознат подносител. Во пријавата од група поранешни работници во Кожара Куманово во стечај се изнесени наводи за незадоволство од стечајната постапка која била затворена пред неколку години, а од која поради недоплатен стаж сите не можеле да го остварат своето право на пензија. Исто така се наведува дека на одреден број на вработени лично им се јавувало една вработена во општина Куманово, кај која се наоѓал наводно список од поранешно вработени лица за да дојдат да потпишат кај адвокат за исплата на средствата, за кое лице наводно подносителите се сомневаат дека остварувало лична корист за да им заврши работа на поранешни вработени лица и бара да се преиспита случајот. Во овој случај
Јас предлагам, значи се спомнува лице што навистина е вработено, само да се препрати на надлежно постапување до Министерството за внатрешни работи. Ние и да прибираме информации, не сме надлежни да водиме такви истраги и такви постапки. Предлагам кај нас постапката да се запира и да се дава на надлежно постапување на Министерството за внатрешни работи. Океј. Во ред, предлогот на Нури го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму. Предмет 12.97112 од познат подносител е и е во форма речено како барање на мислење. Подносителот наведува дека во јавно комунално предпријатие бил објавен оглас за постапка за јавна набавка за набавка на алуминиум сулфат за потребите на тоа предпријатие. Меѓутоа, еден од условите бил да се поседува авторизација од производителот за конкретната набавка. Тоа според подносителот на пријавата се утврдување како на овој услов била ограничена конкуренцијата. Подоцна е доставено и дополнување на пријавата каде се наведува дека во меѓувреме по поднесени жалби од учесниците во оваа постапка за јавна набавка биле донесени две решенија од Државната комисија за жалби по јавна набавка во врска со овој критериум авторизација од страна на производителот. И во двете постапки Државната комисија за жалби по јавни набавки донела решение каде што е утврдено дека треба да се поништат одлуките за изборот на најповолна понуда. Потоа јавното комунално предпријатие повторно објавило оглас, меѓутоа ние извршивме проверка во Бирото за јавни набавки и може да се утврди дека и оваа постапка, значи последната, за набавка на алуминиум сулфат била поништена по дадена инструкција од Бирото за јавни набавки. Од тука предлагам да се запре постапката по овој предмет. Добро. Предлогот на влада го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Совче. Ајде, јас како председателка, овој ќе биде последен, толку подготвивме за оваа седница. 12.41.73. Пријавата е поднесена од непознат подносител и наводи за можна корупција против поранешен директор на основно училиште во Арачиново. Бидејќи е непознат сторителот и бидејќи целата содржина на пријавата не даваше никакви елементи по кои што би можеле да постапуваме, предлагам истата да се отфрли. Добро. Предлогот на Совче го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ајде. 12.3839. Пријавата е поднесена од познати подносители. Сите се однесува за сомнежи за незаконски действија и влијанија на лице кој што е член на политичка партија, дека наводно наплатувал парични средства за вработување на лица во државни органи и институции и од ДКС се бара да се преиспита случајот. Од увидот во содржината на пријавата, ДКС оцени дека немаме ние елементи за надлежно постапување. Надлежен орган кој може да ги испита наводите од пријавата, дали имало наводи за корупција, односно дали земање пари или земање давање пари, и затоа предлагот е кај нас да се запре, а пријавата да се достави на надлежно постапување до Министерството за внатрешни работи за проверка. Само момент. Предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека истиот е усвоен. Одиме понатаму. Јас сум на ред. Да. Океј. Значи, предмет број 12.2862. Овој предмет е оформен по пријава од непознат подносител. Наводите во пријавата се однесуваат на сомнежи за нестручно и несовесно извршување на нотарската функција од страна на едно службено лице нотар од Прилеп.
се бара да се преиспитува случајот. Ние се обративме до Министерството за правда, добивме известување дека правда ја препрати барањето до нотарската комора, но во изјаснувањето на посочениот нотар ние добивме целокупна документација како е постапено, се работи за лице претходно вработено кај нотарката и помеѓу овие наводи не можевме ние да ги провериме, бидејќи Министерството за правда и Комората на нотарите се тие институции кои треба да ја следат нивната работа и да се преземат мерки. До негде се преземени чекори, предметот останува неотворен, бидејќи Министерството за правда во овој случај не е ажурно по мене и не е работата завршена, бидејќи треба да ја следи работата на нотарите преку Комората на нотарите, така што јас и било што да се побара, било што да се прибави, со сигурност не можам да ги потврдам наводите, бидејќи е во надлежност на други институции кои се надлежни да ги ценат, да ја ценат работата на нотарите. Но од изјаснувањето се работи за случај меѓу поранешна вработена и нотарката, што има и субјективизам до некој степен и затоа не би се впушил понатаму. Останува повикот Министерството за правда и коморите, не само Комората на нотарите, да ја извршуваат својата улога, да ја одиграат својата улога онака како што е предвидено во законите и затоа и поради тоа што се формирани, а ние сме имале случај за многу пропусти, неажурно работење и некако со коморите не ја одиграат улогата онака како што треба. Ја предлагам тука постапката да се запира, бидејќи и подносителот е непознат. Во овој случај нема што таму да постапуваме, освен повикот што е упатена, и сме го упатиле и по други случаи, бидејќи не е само Комората на нотарите и други комори, кај други комори се појават проблеми, има пријави за наводи за несоодветно функционирање. Благодарам. Добро, предлогот на Нури го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму. 12/5749 анонимна пријава против директорот на јавна здравствена установа клиничка болница. Имено се наведува дека оваа клиничка болница директорот наводно давал наредба околу анализите на крвта, како да се прават, во кои одделенија, понатаму наводно дека биде задолжување самите пациенти да ги носат материјалите од една во друга лабораторија и така натаму. Самите наводи во пријавата може да се констатира дека не содржат елементи за наше надлежно постапување, меѓутоа сепак предлагам кај нас да се запре постапката со тоа што за овие состојби да се извести и самата пријава да се достави и до Министерот за здравство, па доколку смета да и провери овие наводи што се во оваа пријава. Предлогот на влада го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму. 12/2772. Пријавата од познат подносител. Во пријавата нема наведено било какви незаконити действија на некое службено лице, само подносителот укажува да се посвети внимание на образовниот систем поради преголемиот финансиски товар што му се става на родителите заради учество во купување на поклони за разни поводи на наставниците, без при тоа да се има предвид нивниот финансиски статус. Поднос на наводите што се истакнати во пријавата, значи немаме елементи за постапување, нема јасни наводи или кажувања за незаконити или недозволени действија, туку констатирање на една состојба, на жалост, која што трае, али не е надлежност на ДКСК. И затоа предлагот е да се отфрли пријавата.
Предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е прифат. Да ве прашам нешто, дали сте за 10 минути пауза и да Да. прашам каква е состојба, бројна состојба на попредмети? Имам, ама се Ја имам 6. Јас имам 3, ја имам 15. да, така не. Добро, ајде 10 минути пауза, па ќе За тоа продолжиме. ќе ги Добро? поминеме сите, да. Може, ајде. Ви пишав во групата, кај што ќе стераме до 15 за 1, после тоа Совче ќе продолжи, пошто секако има кворум. И така, одиме нов круг. Предмет број 12, 5537, оформен по пријава од непознат подносител, група граѓани од Скопје, против Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи. Наводите се однесуваат на злоупотреба на службената положба од страна на министерот за внатрешни работи при именување на лицето Дритан Ајро за началник на полициската станица Струга и покрај тоа што истиот наводно не ги исполнува законските критериуми, а воедно бил осуден на условна казна и условот бил активен во моментот на именувањето.
Наведени се многу други наводи кои се однесуваат на истото лице, се донесени пресуди, а проблемот е веќе стар од 2002 година. Значи, посоченото лице е вработен во МВР СВР Охрид ОВР Струга 5.8.2002 година, 2002 година на работно место полицаец приправник. На ова лице по спроведена дисциплинска постапка поради пречекорување на даденото властување 2009 година со решение му е откажан договорот за вработување. По приложена жалба, решението за откажување на договорот за вработување е поништено од Основниот суд Струга со пресуда од 7.2.2011 година и со која МВР е задолжена посоченото лице да го врати на работа. Жалбата на тужениот, значи во овој случај Министерство за внатрешни работи се одбивала со пресуда на Апелационен суд Битола, донесена 6.6.2011, со која пресудата на Основниот суд Струга е потврдена. Според задолженијата во наведените пресуди, со решение од 21.7.2011 година, посоченото лице се враќа на работно место полицаец за патрула и интервенција во полициско оделение Велешта, полициска станица Струга, оделение за полиција СВР Охрид. Доносител на решението за враќање на работа е тогашниот заменик министер за внатрешни работи Джевад Бучи. Со решение од март месец 2015 година, донесена од тогашниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, посоченото лице е распореден на работно место командир во полициско оделение Велешта, полициска станица Струга, СВР Охрид. Со решение од 4.10.2015 година, донесена од тогашниот директор на Бирото за јавна безбедност Горанчо Спасовски, Дритай Најро е прераспореден од командир на оделение на работно место самостоен инспектор во оделение за полиција при СВР Охрид. Неспорно се вели во одговорот на Министерството за внатрешни работи дека Дритай Најро од 2011 година, кога е вратен на работа, бил распореден на повеќе работни места, но тоа е во период кога Оливер Спасовски воопшто и не бил во Министерството за внатрешни работи. Со решение од 30.12.2019 година, донесено од Оливер Спасовски, Дритай Најро од работно место самостоен инспектор во оделение за полиција при СВР Охрид во транспарентна постапка спроведена согласно интерниот оглас број 22.6.91 од 23.12.2019 е распореден на работно место началник на оделение за внатрешни работи Струга при СВР Охрид сметано од 2.1.2020 година. Во прилог на одговорот се доставени и сите горе споменати акти за распоредување и прераспоредување на работни места на посоченото лице во пријавата Дрита Најро. Во одговорот од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски се наведува дека по ова пријава постапило и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, барајќи ја од МВР целокупната документација за овој случај. Значи, од горе изнесеното, наводите не се потврдени дека се што се случувало од 2011 година, од 2009, односно од кога е покрената дисциплинска постапка и откажен одговорот, што се препишува на сегашниот министер, не е точно, значи тие наводи не се потврдени, а последното што се однесува за посоченото лице, односно унапредувањето, а се посочува сегашниот министер се однесува на распоредување на работно место точно началник, но по спроведена постапка по интерен оглас, што е докажано со документација од спроведената постапка. Така што наводите од ова пријава не се потврдени и затоа предлагам постапката по овој предмет да се затира, предметот да се затвори и архивира. Предлогот на Нури го ставам на гласање.
Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму. Предмет број 12 цртичка 4969. Ова е познат подносител и се однесува со наводи, односно тој се жали тоа дека во 2019 година била издадена дозвола за градба во куќа која што наводно имала забрана од градежната инспекција поради почнување на диво градба. Истата куќа. И тоа тој понатаму наведува дека поднел и жалба до општината, а потоа и до второстепената комисија во Министерството за транспорт и врски, каде што постапката се уште во тек. Од тука предлагам кај нас пријавата да се отфрли, бидејќи веќе постапува надлежен орган од област. Добро, предлогот на влада го ставам на гласање. Чекај Совче да се појави. Абе, ова не гре. Добро, констатирам дека е прифатен. Одиме понатаму. 12-2603. Пријавата од познат подносител со наводи за неосновано одбиена апликација за добивање стипендија за редовен студент. Подносителката наведува дека има поднесена апликација за доделување на стипендија за редовни студенти од трета група запишани на дипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и бара да се приспита бодувањето и постапката. При разгледувањето на наводите, ДКС констатира дека во пријавава нема содржани јасни наводи за стореност во потреба на службена положба на конкретно на некој службено лице, а воедно се бари постапување што се под надлежностите на ДКСК согласно Законот за спречување на корупција и сутирот на интереси. И затоа предлогот е да се отфрли пријавата, бидејќи спрема нашиот закон, Закон за спречување на корупцијата и сутирот на интереси, немаме елементи за надлежно постапување. Предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму. Предмет број 08 4933 оформен е по сопствена иницијатива. Од увидот во евиденцијата на ДКСК се констатира дека лицето Сотир Николовски во законски утврдениот рок по избор на функција член на управен одбор на јавна здравствена установа Университетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје не поднело анкетен лист, со што постапило спротивно член 82 од Закон за спречување на корупцијата и сутирот на интереси. Издаден е прекршочен платен налог. Јас слушате генерален. Извинете, Направо, не е ова. Микрофонот. Не е хитно. Пасот Билјана. Чека. Си јас се извинувам, Вања тука нешто подпишував. Заврши, Нури? не заврши. Значи, Микрофонот да го истражиш. лицето Сотир Николовски во законскиот утврден рок, проверен по наша евиденција, по избор на функција член на управен одбор на јавна здравствена установа Университетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје не поднело анкетен лист, што постапил спротивно член 82 од Закон за спречување на корупција и сутирот на интереси. Издаден прекршочен платен налог, платена е глобата и постапката по овој предмет се запира. Предметот се затвара и активира. Добро, предлогот на Нури го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Владо. 12-47-43. Ова е познат подносител. Со наводи за незаконско користење на плажата пред хотелот Евротел во Струга. Се наведува пријавата дека уште во 2011 година се соочувале со проблеми за дел од користењето на плажата пред Евротелот, односно со законот за денационализација, наводно 2/3 од плажата биле вратени на физички лица, а потоа и доделени имотни листови на истите. По завршување на таа постапка за денационализација, овие физички лица плажата ја прогласиле, како што вели подносителот, за нивна сопственост. Пријавителот понатаму наведува дека во 2013 година биле направени напори за присвојување на плажата од страна на истите лица и дека била оградена со метална ограда
и прогласена за приватен имот. Исто така, понатаму во 23 година се појавиле наводни автоносопственици и поставиле лежалки на плажата и оставиле само еден мал дел за користење на гостите од хотелот и наводно им напоменале дека следната година целата плажа ќе ја зафатат тие. Од разгледувањето на овие наводи, меѓутоа и во прилог што беа доставени кон пријавата, има една пресуда, со која што ревизијата што ја покренале подносителите се одбива како неоснована, што значи дека веќе се постапува по овој предмет, наистина надлежни институции постапуваат, се водат и судски постапки, така да јас предлагам кај нас пријавата да се отфрли. Добро, предлогот на влада го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е прифатен. Ајде, Горан. 08 2546. Предлогот ќе биде да се отфрли, бидејќи пријавата што е поднесена се работи за лице што не е службено лице во смисла на Законот за спречување на корупција и сударот на интереси. Се бара да се провери на името на доктор од една општина и според нашиот закон, според Законот за спречување на корупцијата и сударот на интереси, не е службено лице, нити избрано именувано лице и затоа предлогот е да се отфрли, бидејќи не е наша надлежност. Добро, предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ајде, Нури. Предмет број 08-4978, исто така е оформен по собствена иницијатива. Од увидот во евиденцијата на Државната комисија за спречување на корупцијата се констатира дека лицето Марија Јаневска во законски утврдениот рок по престанок на функцијата член на управен одбор на јавна здравствена установа Здравствен дом Кичево не поднела анкетен лист, со што постапила спротивно член 82 од Законот за спречување на корупцијата и сударот на интереси. Издаден е прекршочен платен налог во овој случај и глобата е платена со доказ за уплата, така што постапката и по овој предмет се запира, предметот се затвара и архивира. Добро, предлогот на Нури го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Одиме Кој понатаму. беше последен предмет мој за денеска? Ајде. Влада? 12.5111 анонимна пријава против началникот на општина Гостивар, наводно се изнесени сомнежи за неправилности и нерегуларности во поглед на спроведена постапка за избор на директор во средно училиште. Наведува дека според поратоците достапни во државниот испитен центар, директорот бил незаконски назначен од причина што не поседувал уверение за директор и од нас се бара да се преиспита случајот. Меѓутоа, од кога разгледавме пријавата, може да се утврди дека пријавата е доставена и до надлежни органи што постапуваат, што треба да постапуваат во вакви ситуации, тоа е Државниот просветен инспекторат, до директорот. Од тука предлагам да се отфрли пријавата, бидејќи веќе е во тек постапка пред Државниот просветен инспекторат, кој што Добро. проверил овие наводи. Предлогот на влада го ставам на гласање. Ајде, идеме понатаму. 12.2643. Пријавата за заведена под горе наведениот број, односно 12.2643, е во врска со членство на подносителот во Организација за продажба и дистрибуција за лектири. Предлогот е да се отфрли, ДКС утврди дека согласно Законот за спречување на корупцијата и сударот на интереси нема елементи за надлежно постапување, од причина што во пријавата се содржани наводи по кои ДКСК веќе има постапено по предмет со иста или слична фактографија, односно по предмет 12.5854, и се има произнесено, има донесено одлука по однос на истите наводи. И затоа предлогот е да се отфрли. Да се? Да се отфрли. Добро. Предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Владот имаше уште? Да, Ајде.
12/49/16 анонимна е пријавата со наводи, односно сомнежи за наводно влијание од страна на директорот на фирма во спроведена постапка за јавна набавка, пошто бил исклучен договор со друга компанија. Меѓутоа, освен такви податоци општи, нема ништо по-конкретно врз основа на што би може да се постапи, значи само со наводи, без конкретни укажувања, односно докази, така да предлагам пријавата да се отвори. Добро, предлогот на влада го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ајде, Горан. 12/1776. Пријавата од познат подносител поднесена е за наводи за неправилности за спроведување постапка за вработување по јавни соглас во Министерството за внатрешни работи, се работи за вработување на 39 извршители на неопределено време. Станува збор за кандидат и учесник на јавниот оглас, кој посочува за неправилности во делот за достава на информации на писмено за продолжување на веќе отпочната постапка, прекината поради изборниот процес. Ја побарав нецелокупната документација од МВР, беше доставена документација, тие целокупната документација може да се види дека прекината се до завршување на избирачкиот процес, потоа кога заврши избирачкиот процес, она согласно законот постапил и продолжила постапката, и затоа предлогот е да се запре, бидејќи не се потврдуваат наводите од пријавата и немаме елементи за натамошно постапување. Затоа предлогот е да се запре. Добро. Предлогот на Горан го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ајде, Владо. 12/1460. Ова е од познат подносител, во кој што изнесува наводи за непочитување на Законот за авторско право и сродни права при спроведување на постапка за разрешување на председателот на управниот одбор и председателот на собранието на Сдруженијето за заштита на авторски и музички права. И другото се наведува дека Министерството за култура како надлежно не постапувало по пријавите на подносителот со цел да ги провериме наводите во овој дел од пријавата, има уште еден друг, околу судирот интереси. И во овој дел од пријавата побаравме податоци од Министерството за култура, која што ни достави сите побарани документи и меѓу другото известува и во прилог се и записниците дека од 2020 до 2023 година врз основа на поднесени дописи и пријави од истиот подносител што и кај нас се обраќа и до страна други автори имаат направено 6 надзори врз работењето на Сдруженијето за заштита на авторски права. И меѓу другото, како едно збирен навод е дека според анализата на достапната документација може да се констатира дека постапката за донесувањето на одлуките на ЗАМ на соодветната седница кога биле разрешени и председателот на управниот одбор и председателот на собранието била спроведена во согласност постапката во согласност со статутот на ЗАМ, правилникот за работа на собранието како и други акти. Исто така овој записник е дадено и укажување до ЗАМ дека е потребно сепак во иднина подетално и поблиско да го дореди одредбите за разрешување на членовите на наведените органи пред истекот на нивниот мандат во деловникот за работа на собранието на ЗАМ. Значи, генерално не се најдени некои прекршувања кои влијаеле врз постапката за изборот, односно претходно за разрешување на овие две позиции во ЗАМ. Значи, од тука не се потврдуваат наводите што се поднесени во пријавата, дека не е извршен надзор, напротив, биле извршени 6 надзори. Во делот на судирот на интерес имаше забелешка дека лицето што вршело финансиска контрола на работењето на ЗАМ имало блиски роднински врски со
лице, значи вработено во ЗАМ. Значи лицето од Министерството за култура со лице вработено во ЗАМ. Меѓутоа по тој предмет ние веќе имаме оформено друг предмет, веројатно од истиот подносител. Тој предмет е со број 09-1417, во кој што е постапката во тек, се уште не е донесена одлука, токму за судирот на интереси, но е издаден прекршочен платен налог и како што ме информира од секретаријатот, е платен од наведеното службено лице. Да заокружам, значи, предлагам постапката по пријавите од овој предмет да се запре, бидејќи во првиот дел не се потврдени наводите, а во вториот дел веќе се води постапка во одделението за судир на интерес. Добро. Предлогот на влада го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ајде горе. 12.680. Пријавата од непознат подносител се однесува за овозможување за продолжување на работен однос на вработен во УКИМ, Институт за сточарство, по исполнување на услови за старосна пензија. Како што е наведено во пријавата, вработена согласно Законот за работни односи поднела барање за продолжување на работниот однос после исполнување на условите за старосна пензија. Барањето било доставено на разгледување до научниот совет при УКИМ, при што не била дадена согласност за бараното продолжување. Незадоволниот работник побил судска постапка, на суд оформен бил предмет, подносителот наведува дека судијата постапил спротивно на законските прописи, зашто бара ДКС да покрене постапка за разрешување на судијата во постапката. По разгледувањето на предметните наводи во пријавата, анонимна е, плюс не може ни дополнително нешто да се побара, а ДКС констатира дека во случајот станува збор за наводи кои не се предмет на нејзино надлежно постапување, туку се наводи за кој е надлежен да постапува друг надлежен орган, односно евентуално судскиот совет, и затоа предлагам кај да се отфрли, а подносителот ако е непознат, ако го слуша ова, може да се обрати до судскиот совет ако е незадоволен од работата на судијата. И затоа предлагот е да се отфрли. Добро. Предлогот на Горан го ставаме на гласање. Констатирам дека е усвоен. Ајде, Владо. Ова е последен предмет и кај мене, значи предмет број 12-45-14 од познат подносител, по електронски пат е доставена. Во пријавата се изнесуваат наводи за сомнежи за искористување на службена положба и властување од страна на службено лице, претходен директор на јавно предпријатие за водостопанство, кој што го искористил според подносителот службената положба и властување и систематизирал работно место советник, на кое што подосна, врз основа на објавен оглас, се вработил токму тој. Наведено е дека во истото јавно предпријатие наводно ја вработил и неговата рука од сестра на работно место лаборант спротивно на законот. Од Државната комисија беше побарано да го приспита случајот согласно законските надлежности. Не беа доставени никакви докази, само пријавата беше. Понатаму, исто така, добивме и предмет број 12-7488 од непознат подносител, кој што ги содржи истите наводи, како и означениот предмет, и поради тоа ги споевме во една постапка и се води, како што кажа, првиот предмет 12-45-14. Од увидот во содржината пријавите и од увидот во содржината, значи, ние побаравме информации од Централниот регистер за наведеното јавно предпријатие, понатаму и од Државниот управен инспекторат, Државниот инспекторат за труд и од Министерството за информатичко општество и администрација. Ги добивме сите барани документи и информации и може да се констатира следнава состојба. Службеното лице, претходен директор на јавното предпријатие, систематизирал работно место советник
врз основа на спроведена функционална анализа, која што самиот ја спровел врз основа на добиени насоки од страна на управниот одбор на јавното предпријатие. При тоа ги подготвил актите за изменување и дополнување на актите за внатрешна организација и систематизација и предвидел условите за вработување на конкретното работно место, и утврдил работните цели и задачи и услови за вработување кои што одговарале на неговиот степен за стручна подготовка и работно место. Актите ги усогласил со Министерството за информатичко општество и администрација. Потоа ги бил распишан соглас, била формирана комисија за селекција, пошто тој се повлекол од функцијата директор на јавното предпријатие, подоцна поднел документи и во поставка бил вработен на тоа работно место, што било предвидено во функционалната анализа, која што и што го систематизирал во актите на кои што Министерството за информатичко општество и администрација сепак дале согласност. Понатаму што се однесува до другото работно место, наводно за неговата внука од сестра, измената на актите за внатрешна организација и систематизација за работно место лаборант не била подкрепена со функционална анализа и биле пропишани услови со или без работно искуство во струката, спротивно на членот 37 од Законот за јавни предпријатија, на кој што акт била издадена согласност од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. Значи, на овој акт имало издадено согласност од нива. Понатаму службеното лице подоцна било вработено на тоа работно место. Сега, вака утврдените состојби произведува дека не се водила сметка дека секоја измена на актите за внатрешната организација и систематизација треба да следи по претходно изработена функционална анализа, а службеното лице, претходниот директор, значи, додека извршувал таа функција, подготвил, било воведено работно место советник на кое што подоцна во постапка тој се вработи. За другото работно место лаборант нема законски основ за измена на условите за вработување. Го разговаравме и се уште не сум на чисто, сметам дека има употреби на положбата за да спри работното место, меѓутоа да се чини согласноста на Министерството за информатичко општество, така што ќе кажам и функционална, дали и во колку фаза, колку било информиран и управниот одбор, меѓутоа конечно тој Почнувај. Повели. 12937. Пријавата заведена, значи, под број 12937 против лица вработени во Министерството за внатрешни работи, предлогот е да се запре. ДКС го утврди дека согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси нема надлежно за постапување во предметниот случај, а предметот ќе го достави на надлежно постапување на Министерството за внатрешни работи, одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, бидејќи се работи за вработени во МВР. И затоа предлагам да се запре тука и да се достави на надлежно постапување до МВР. Тоа надлежниот сектор таму. Да. Благодарам, Горан. Кој е за предлогот? Констатирам дека е усвоен. Одиме понатаму. 12579. Пријавата е поднесена од анонимен подносител против лице вработено во општинска администрација во една општина со наводи за корумпирани
действија. ДКСК утврди дека согласно одредбите на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, нема елементи за надлежно постапување од причини што нема јасни наводи или укажувања на незаконити или недозволиви действија на службени лица, а и пријавата анонимна не може ни дополнително да се повара да се конкретизира. И затоа предлогот е да се отфрли. Благодарам. Кој е за? Владе? Благодарам. Констатирам дека е усвоено. 12.26. Од страна на познат подносител поднесена е преставка против судија од Основен суд од Охрид. Во пријавата подносител наведува за несовесно вршење на судска функција во судски процес за оставинска постапка и донесена одлука. Од нас, од ДКСК, се бара да го приспита случајот. По однос на наводите истакнати во пријавата, ДКСК утврди дека немаме елементи за нејзино надлежно постапување, бидејќи за постапување за евентуално незаконско постапување на судија, надлежен е друг орган, односно надлежен е судскиот совет, и затоа предлагам ДКСК да го упати подносителот на можноста да поднесе преставка до судскиот совет за преиспитување на работата на судијата, а предлогот кај нас е да се отврли, бидејќи не е наша надлежност. Така. Благодарам. Кој е за предлогот? Благодарам. Констатирам дека е усвоено. Одиме по 12.546. И ова предлог ќе биде да се отврли. Тоа се наводи за непреземање мерки против диви препродавачи на девизи во една општина. ДКСК немаме ние надлежност да преземаме мерки против уличните продавачи на девизи. И затоа предлогот е кај нас да се отврли. Бидејќи не е наша надлежност. Горан, извини, дали рековме да се отврли или не рековме да се достави до МВР? Па може да го доставиме до МВР. Овдека има наводи дека неколку пати била поднесена кривична пријава до јавното обвинителство на општината, односно во Струмица, исто било побарана помош и од полицијата во Струмица, може да ја доставиме и до Сепак може да ја доставиме. Да, може. Нека тоа е оперативна работа. Може. Значи предлогот кај нас ќе биде да се запре, а да се достави на надлежно постапување до Министерството за внатрешни работи да провери работата на нелегална продажба на девизи. Благодарам. Кој е за? Владе? Океј. Одиме понатаму. 12.4101. Пријавата е со наводи за загадување на животна средина, нарушување на здравјето на луѓето и протокот на чистиот воздух од изградени високи згради за домување во општина Кисела Вода. ДКСК утврди дека согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси нема елементи за надлежно постапување, од причина што наводите не се во надлежно на ДКСК. Подносителот да ја достави пријавата до надлежното Министерство за животна средина и просторно планирање, а пријавата од група на граѓани, значи нема адресни податоци, затоа ги упатувам да ја поднесат до нив ако има таква работа кои што се надлежни, а ДКСК не е надлежна и предлогот е кај нас да се отфрли. Благодарам, Горан. Кој е за? Констатирам дека е усвоено, повели. 12.3378. Пријавата е со наводи за злоупотреба на службена положба и властување на јавен обвинител за прикривање на кривично дело, несовесно работење, измама и уцена на јавен обвинител. Предлогот ќе биде да се запре и да се достави на надлежно постапување во Советот за јавни обвинители, да се провери дали има евентуална злоупотреба или било каква недоследност во постапувањето на обвинителот. И затоа предлогот е кај нас да се запре и да се достави до надлежно постапување до Советот на јавни обвинители. Благодарам. Кој е за предлогот на Горан? Констатирам дека е усвоен. 12.2942.
од страна на познат подносител поднесена е пријава против општина Росомен за во која што се наведува дека кон регионална телевизија се исплаќале финансиски средства, зашто истите се користеле за пропаганда. По разгледувањето на предметните наводи, констатира дека во пријавата има општи наводи без посочување на конкретни личности или конкретни действија и затоа предлагам кај нас да се отфрли и бидејќи нема елементи за понатамошно постапување. Бидејќи нема јасни наводи и општи се наводите кои што се во пријавата. И тоа е електронска. Да. Предлогот на Горан Предлогот на гласање. Благодарам. Констатирам дека усвоен. Кој оди? Горан оди понатаму. 12.1.4.2.4. Пријавата е со наводи за незаконски избор на директор на јавна здравствена установа во една општина, односно во Велес. ДКСК утврди дека наводите во пријавата не се потврдуваат и немаме елементи за понатамошно постапување согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси од страна на непознат подносител е пријавата за наводи за незаконитости во работењето на директори на центарот, демејќи наводни коефициентот на плата погрешно било пресметана и така натака, но проверка документацијата наводите не се потврдуваат. И затоа предлогот е да се запре. Благодарам. Кој е за? Констатирам дека усвоено. 12.1.3.4.6. Пријавата е поднесена од непознато лице против директор на школа во една општина. ДКСК утврди дека согласно одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси нема елементи за належно постапување од причина што нема јасни наводи или укажувања за незаконити или недозволиви действија на службени лица при вршење на јавно властување или нема можност да се обезбеди дополнителни информации за наводите во пријавата. Анонимна е и не може да се обезбедат плюс дополнителни податоци за евентуална некаква. Затоа предлогот е да се отврли. Благодарам. Кој е за предлогот на Горан? Констатирам дека е усвоен. 12.8.4.0. Пријавата поднесена од непознат подносител се наводи дека во општина Демир Хисан биле реализирани 3 нови вработувања преку агенција за привремени вработувања. ДКСК утврди дека согласно одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси нема елементи за надлежно постапување од причина што истата пријава нема јасни наводи или укажувања за незаконити или недозволиви действија на службени лица при вршење на јавно властување и службена должност. Плюс тука има и општи наводи, а и пријавата од непознат подносител не може да се обезбедат дополнителни податоци. Затоа предлогот е да се отфрли, да се затвори и архивира. Кој е за предлогот на колегата? Владе. Благодарам, констатирам дека усвоено. Одиме понатаму. 12.68 е предметот број 68. Пријавата е од непознат подносител за сомневање за постојање на неправилности во национална установа Центар за култура во една општина за злоупотреба на службени положи од страна на директорот. Во конкретниот случај анонимниот пријавител наведува дека посочениот директор не ги исполнува условите предвидени со закон на таа функција. При разгледувањето на предметната пријава утврди дека во пријавата содржи општи наводи или укажувања за незаконити или недозволиви действија, плюс што нема доволно податоци со кои би се конкретизирале наводите во пријавата или ние нешто да побараме, и затоа предлогот е кај нас да се отврли пријавата, да се затвори предметот и да се архивира. Благодарам. Кој е за предлогот на Горан?
Констатирам дека И ова е последниот предмет. 12.1137. Предлогот е овдека ќе биде да се отврли, бидејќи немаме елементи за надлежно постапување од причина што станува збор за анонимна пријава во која што нема можно да се обезбедат дополнителни информации за посочени наводи. Инаку наводите се за финансиски нерегуларности во работењето на универзитетски институт и за наводни неправилности, за исплата на додатоци од плата и така натака, но таа е анонимна, не може ни да се обезбеди дополнителни податоци, нешто да се конкретизира. И затоа предлогот ќе биде да се отврли, предметот да се затвори и архивира. Благодарам, Гуран. Предлогот на Гуран го ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Ако ги исцрпевме сите планирани предмети за реферирање на оваа седница, дали имаме нешто по втората точка што самата по себе е прашање и предлози, дали нешто имаме потреба да дополниме? Ова за мене е дека нема нешто посебно. Јас по ова ќе ја затворам седницата, ќе констатирам дека е исцрпен дневниот ред, а по затварањето на седницата повикувам некој од медиумите, доколку има прашање да постави за содржината и предметите што денеска ги поминавме. Кој е? Според мене мислам дека нема. И јас ќе се заблагодарам на колегите и на медиумите што ја следеа седницата до наредната седница, која исто така мислам дека ќе биде брзо. Пријатен ден. Се одјавуваме. Пријатно. Пријатно. Пријатно.